Еден војник во војската на Александар Велики се плашал. Отишол Александар Велики и го прашал како се викаш, вели Александар. Или менувај го името, вели, или победи го стравот. Ете така денес, браќи и сестри, ни вели Евангелието, ако сака некој да тргне по мене, да се одрече од себе си. Тоа е најтешкиот залог во животот што можеме да го направиме. Да се одречеме од себе си. Ама што е ова света четириесетница, освен секојдневно одрекување од себе си? Тоа значи дека она што ни било како наслада во животот, од тоа треба да се одречеме и да земеме друг пат, да фатиме друг пат. Пат кој не е само пат на наслада во овој свет, туку пат кој води кон Господа Исуса Христа. Затоа во оваа света четириесетница сега сме на средината и црквата ни го споменува тоа. Сака ли некој да тргне по Христа? Нека се одрече од себе. Што значи стариот изветвен човек да го остави и да усвои нови критериуми за живот. А кој е најважниот од тие нови критериуми за живот? Да живее во заедница со Бога, да дише заради таа заедница, се да му биде таа заедница, а оттаму ќе ја црпи другата заедница со ближните своји. Нема човек заедница со Бога ја изгубил целата заедница на постоењето. Нема зошто да постои, зошто постои човек кој нема заедница со Бога, има визија, идеја зошто да постои. Господ ни ја отвара таа визија зошто да постоиме, ако го усвоиме тој критериум кој тој ни го дава. А тој критериум е многу едноставен. Да се одречеме од сите наслади што ги имаме во овој живот, што ни ги нуди овој свет. И пред се да ставиме заедницата со Господа. А во Господа ќе ги добиеме сите. Еве, цела црква која е овде, сите ближни наши, дури и сите непријатели. Можеме тоа да го замислиме, дури и непријателите ќе ги добиеме. Ќе ги добиеме затоа што ќе има друг критериум и тие ќе го усвојат овој критериум. Одречи се од себе си, значи одречи се од своите срамни дела. Тоа значи, а што има поубаво и позначајно за нас да имаме таква света заедница? И то не еден ден, не 2 дена, во вечност. Во вечност да бидеме заедно, прво со Бога, а после меѓу себе со сите кои ги љубиме. Ете, тоа ни го дава ова света четириесетница како начин на постоење. И денеска се подсетуваме само која е смислата на целото Евангелие. Да го ставиме стариот човек, да се облечеме во нов човек. Човек кој ќе има нови визии за животот. А тоа значи стални, трајни, не ново само да трчаме што е ново и тоа да го правиме. Не ни го вели тоа Евангелијата. Ни вели да го правиме тоа што е трајно. А што е трајно? Да се одрече човек од себе. А тоа значи од своите наслади, своите животни визии кои се ефимерни, кои се минливи. Да го усвои крстот како постоење.
Денеска кога го спомнуваме крстот, кога е на ова крстот поклона недела, особено го спомнуваме начинот на постоење крстот воскресен. Зашто не може, браќи и сестри, да дојде воскресението без крстот? Не е возможно тоа. Едноставно, колку и да сакаме, многу луѓе сакаат тоа. Убаво да ми е и во овој живот, и во другиот живот да има воскресение. Ама тоа не е возможно. Не е возможно затоа што ние сакаме преку леп погача. Не се стигнува до воскресение без крст. Без тешкотија, без мака. Не може човек да стигне до воскресението. Затоа е потребно да го цениме крстот Господ. Затоа тој и беше распнат на крст. Мислите како Бог не можеше да го избегне крстот? Кога апостол Петар или Марко му отсече увото на еден од тие легионари кои дојдат да го уапса. И тогаш не можам јас да викнам една легија ангели да ме спаси. Ама да го избегни крстот Христос. Тогаш. И тогаш ке можеше да ни биде автентичен пример како да се спасуваме ние. Не, затоа што само преку тешкотиите се спасуваме. Преку маките се спасуваме. Тоа значи крстот Христов. Ни покажа образец како се живее во овој живот, откажувајќи се од светските наслади, кои може да траат 100 години. Толку може човек да се насладува во оно што го нуди овој свет. А после 100 години, толку сака да му биде животот. Па тогаш е незрел таквиот човек кој мисли дека 100 години убаво дека ги одживее на земјата. А дури ни тие нема убаво да ги одживее, како што сака барем нема да ги одживее. Туку ќе има искушение и во тоа. Меѓутоа, зрел, паметен човек е кој знае дека овдешниот живот од 100 години го жртвуваме за вечноста. А вечноста е неспоредлива со 100 години, овде што ќе ги поминеме, ако се 100 години. Затоа, браќи и сестри, да се сеќаваме на оваа важна порака на Евангелието која ни се дава денес на крстопоклоната недела. Сакаш ли да тргнеш по Христа, одречи се од себе. Не можеш и едно и друго. Многумина те служале веројатно велат, јас ќе бидам во црквата, ќе се збогатам и ќе ги помагам сиромасите. Те служнале за таков човек, кој живее за тоа да ги помага сиромасите. Тој што ќе се збогати, прво се збогатува за да оди во Дубај. Сега ништо не остана од Дубај, гледате. Разрушија. Со една ракета направија попара од Дубај, ама не е смислата да се збогатиш за да помагаш. Смислата е дури она што го имаш, да го раздадеш, како што научеле светителите во црквата, да го раздадеш за да имаш живот вечер. А не цел живот да мислиш јас да се збогатам за да ги помагам сиромасите. Од тоа ништо нема. Нити ќе се збогати такој човек, како се збогати за себе ќе се збогати. Нема заради да ги храни сиромасите. И Господ уште додека беше на земјата го рекол тоа, сиромасите стално ќе ги имате меѓу вас. Не е смислата на овој живот да ги помагаме сиромасите. Кој може, треба да ги помага секако, особено во оваа света 40-ница. Но не да ни биде смислата на животот тоа. Зошто?
затоа што смислата на живот е многу повозвишена од таа да се помага некој. Смислата на животот е да има спасение и живот вечен. Тоа ако го постигнеме, а треба да го постигнеме, на овој начин на кој ни го кажа денес Евангелието, да се одречеме од себе си и да тргнеме по Христа. Тој е начинот на постоење и на живот вечен. Затоа, браќа и сестри, да го имаме благословот и да имаме силата која ни ја дава Господ да го исполниме ова. Зашто ова не е лесно? Кој се одрекува лесно од себе? Сака да своите замисли да си ги оствари во животот. А Евангелието не вели така. Не вели своите замисли оствари ги во животот и ќе има живот вечен. Туку одречи се од себе. Земи го крстот свој и тргни по мене. Тоа да се трудиме да го правиме во животот, за да имаме живот вечен, да се здрави, живи, милоста Божја да биде на сите.